Покажува ли владата знаци дека е подготвена за суштински преговори со јужниот сосед кои на крајот, но не и бесконечно би довеле до решение за името? Вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски денеска на јавна дебата насловена како Лисабон, Скопје и Атина искажа зборови кои може да се разберат како подготвено за компромис. Македонија е подготвена да го затвори билатералното прашање со Грција, вели вице-премиерот. Ние продолжуваме со преговорите со цел да изнајдеме решение, а не со цел да преговараме во наредните 10 години. Знаејќи дека после долги години изнаоѓањето на решение ќе биде во корист на двете држави и во корист на граѓаните на двете држави. Сите билатерални прашања во регионот можат и треба да бидат решени во насока на заедничките европски интереси. Веруваме дека е можно решение кое што е прифатливо за двете страни, решение кое што ќе се заснова на меѓусебна почит, разбирање и доверба, решение во кое што ќе нема победници и поразени. Провокативниот наслов на дебатата кој јасно алудираш од каде води патот на Македонија за членство во Унијата, ја инспирираше и претседателката на Националниот совет за евроинтеграција Радмила Шекеринска, најмногу да зборува за проблемот со името. Праша дали владата има план како да се стаса до датум за преговори на декемврискиот самит на ЕУ и дали мисли дека може да се дојде до него без финално решение за името, туку само со конкретни чекори кои ќе значат волја за негово затворање. Побара за овие прашања да се разговара отворено. Ако се решиме да молчиме до декември, мислам дека непријатно ќе се изненадиме и ќе бидеме одговорни за таа наше непријатно изненадување, затоа што пораките кои стигаат од Брисел се отрезнувачки и не велат спите мирно. Велат трагајте по решение секој ден. Таа предупреди дека еврооптимизмот ќе падне во вода ако ни се случи уште еден Букурешт во декември. Зборовите на Шекеринска ги потврди евроамбасадорот Ерван Фуере. Уште еднаш ја потсети владата на ставот што Брисел постојано го прокламира. Сега е моментот да се најде решение и што е можно побрзо да се затвори прашањето за името. Сега постои еден момент, односно движечка сила, која што е отворена за двете земји и затоа важно е на оваа можност да се искористи со цел да се реши ова прашање. Тоа ќе испрати силна порака за регионалната стабилност и за јакнати инвестиции. Партнерите на Груевски во владата дуи јавно ја отворија дилемата за референдумот. Полидерот на партијата Ахмети вчера и пратеничката Ремира Мехмети денески искажа загриженост дека најавениот референдум за името може да предизвика голема етничка поделеност во државата. Првиот човек на Сорос во Македонија, Владимир Милчин, пак предупреди дека во Македонија одамна е создадена атмосфера на линч за оние кои јавно се залагаат за компромис за името, кој ќе отвори европската перспектива на земјата. Мислам дека првата работа што оваа влада може да ја направи, доколку навистина е посветена на брзо почнување на преговорите, ако ништо друго, барем да ја обесхрабри оваа хајка, која се состои од етикети, клевети, уцени, закани и така натаму, барем оној дел од таа хајка кој се одвива на медиумите кои се финансирани од државниот буџет. Македонија влегува во клучна фаза од евроинтегративниот процес и ќе биде потребен широк консензус за што побрзо да се оствари целта, заклучија учесниците во дебатата. Затоа што и според мислењето на меѓународната заедница, државата има и капацитет и волја да ја достигне поставената цел – полноправно членство во Европската унија.